Добар ден. Денеска во рамките на мојата предвидена посета на СВР Куманово, таа е втора поред од моето назначување за министар за внатрешни работи, имавме состанок на локално ниво, односно на регионално и локално ниво, со невладини организации и со сите чинители кои на некој начин се упатени на соработка со полицијата, односно полицијата е упатена на соработка со нив. Разговаравме и отворивме прашања и теми кои што се од заеднички интерес, а тоа е безбедноста на заедниците од една страна и од друга страна почитувањето на фундаменталните права и слободи на човекот и граѓаните. Потенцирав и резимирав дека еве ги отворивме темите за јавен ред и мир, за сообраќај, за криминалитет, оние конвенционални форми на односно конвенционални безбедносни форми кои секојдневно ги чувствуваме како ние полицијата, така и граѓаните и не тангираат заеднички. Отворив простор и отворивме тема за развој и за нешто што е посуптилно, односно тоа што еве и на светско ниво е неконвенционално, односно неконвенционални форми на криминалитет. Зборувавме за многуте променливи форми на радикализација, на насилство, на тероризам, бидејќи ние како Република Македонија, еве и на локално ниво, во рамките на Република Македонија, односно на национално ниво, не сме имуни на овие состојби. Впрочем, во тој контекст ги отворивме прашањето на случувањата во Куманово. Веројатно очекувам да има отворена дискусија и за овие проблеми и практично и граѓаните и ние како полиција сме упатени едни на други и во навремено согледување на ризиците кои упатуваат и на радикализација, и на насилства, и на тероризам. Мислам, кога ќе завршите со истрагата во случувањето во Куманово? Значи, ние како министар за внатрешни работи, нашиот дел од активности ги завршивме со спроведувањето на увид на лице место со кој раководеше јавното обвинителство. Подигнати се и обезбедени сите траги като докази за случувањето и за настаните. И сега нашето очекување, како и вашето очекување, е јавното обвинителство, односно во една транспарентна и ефективна судска постапка да се расчистат сите околности на случајот Куманово. Има ли барање до Министерството за внатрешни работи за меѓународна случај? Нема барање, по моје уверување нема потреба од меѓународна истина за овој случај. Дали може едно прашање на тема мигранти? Куманово овој ден се соочи со хуманитарна катастрофа. Каква е ситуацијата на терен? Што ќе се случува следно со издавање на потврди за мигрантите, нивното влегување во Србија? Дали има врз тоа прашање веќе работи на тој случај? Значи, јас би кажал дека не Куманово, Европска унија се соочува со еден хуманитарен проблем, односно светот се соочува со еден хуманитарен проблем поврзан со миграцијските процеси. И навистина во последните периоди или во последните месеци, можеби сега најмногу, ескалираат состојбите од тој аспект. И ние како министар за внатрешни работи од една страна, но и како влада на Република Македонија преземаме спретна мерки и активности и тоа меѓуресорски се координираме. Успоставено е меѓуресорско тело, односно работна група која на министерско ниво се среќава на една недела, а на оперативно ниво секојдневно се представници од различни министерства да комуницираат меѓу себе, се со цел за амортизација на овие проблеми. Дел од амортизацијата на проблемите не ода на двете седмици, доставив иницијатива за измена на законот за азил и заштита. Стапено на сила почнахме да постапуваме по овие законски измени и сметам дека со имплементацијата на ова законско решение ние обезбедуваме на некој начин превенирање или обезбедуваме соодветно постапување према мигрантите, да не бидат толку изложени на криминални банди и криминални групи. Тие имаат сега легитимно право да користат јавен превоз, имаат право за 42 часа да се јават со барање за азил, така да мислам дека за сега на соодветен начин ги менаџираме овие проблеми, но морам да кажем дека ескалацијата продолжи понатаму и вие знаете дека и на ниво на Европска унија секојдневно се водат различни дискусии, се бараат конзистентни решенија. Се уште сме сведоци на тоа дека и на ниво на Европска унија нема најдено сеопфатно и конзистентно решение за овие проблеми. Може ли да се очекува дека на граничните премини ќе може слободно да поминуваат или се уште ќе поминуваат од Денеска имавме успешен транзит, еве на пример се надоврзам на колешката и јас, меѓутоа благодарејќи на српската страна, бидејќи оние кои заост од може да се случи да банат се да имаме бегалска криза.
Меѓутоа ете денеска успешно функционираше. Не знаеме во иднина сега како ќе се одвива. Дали имате од српска страна комуникација со вашите колеги? Јас не ја исклучувам можност од ескалација на проблемите со бегалците, односно со мигрантите, бидејќи знаете дека тоа е врзан ланац. Нашиот притисок го имаме од држава на Европска унија, односно од јужната граница од Турција. Правиме максимални напори да соработуваме меѓународно, соработуваме со колегите од Србија, како што има тие засилени мерки активности, а има подол временски период, исто така ние има засилени мерки активности према грчка граница. Превенираме влегување на некој начин, меѓутоа тоа што влегува го насочуваме свако со новите законски измени во Законот за азил и заштита. И се надевам дека заедно со меѓуресорски пристап ќе успеваме на соодветен начин да ги менаџираме состојбите, односно да ги амортизираме промените кои се јавуваат. На прашањето дали можат на гранични премини излезат, не можат бидејќи тоа се мигранти, немаат патни испрови, така да ги решаваме проблемите национално, регионално и во рамките на Европска унија. Баксинце е сега чисто село како се спроведува акции на МВ? Чисто од аспект на тоа што имавме ние информации за инволвираност на лица и криминални групи во организирањето или во криумчарењето на мигранти. Направивме во последно време 2 акции, од кои сум задоволен од резултатите и двете резултираа со соодветни резултати. Особено последното каде што беше зафатена една структурирана, организирана меѓународна криминална групација која подол временски период работеше на организирано криумчарење на мигранти. Министр, дали го читавте извештајот на експерти на Европска комисија за работата на огледу на логика? Се уште официјално не сум добил јас тој извештај, но секако сум го запознат преку медиуми и така со дело на Има многу забелешки колку да работи на огледу. Што ќе преземете да кажете? Видете, 2006 година панал, Министерството за вътрешни работи се направени многу реформи и организацијски, структурни и функционални. И направено многу и тоа е евидентирано за годишните извештаи на Европска унија за напредокот што Република Македонија го остварува во овој дел. Тоа е од една страна. Од друга страна, сведоци бевте и како заедница на многуте ризични или тешки операции кои Министерството на вътрешни работи има спроведено во тој период, како што спомнавам во 2006 година панално. И морам да кажам дека во реализацијата на сите тие комплицирани или субтилни операции не сме работили само на национално ниво, сме работили и регионално, и меѓународно и можам слободно да кажам дека Министерството за вътрешни работи секогаш бил и сега е релевантен партнер на Националната агенција за спроведување на законот во државите на Европска унија, така да во контекст на вашето прашање свесен сум, односно свесни сме дека има одредени слабости, тие слабости ќе бидат разгледани и иако се разгледуваат во еден подолг временски период досега, но соодветно ќе се реагира на елиминирање на такви слабости, веројатно низ одредени реформски процеси. Министре, во однос на случувањата пред еден месец овде во Диво населје се уште има неодговорени прашања во јавноста како за целите и мотивите на терористичката група, бројот на загинати терористи, но и оние видеа кои се појавија за нивна комуникација со разузнавачи. Ставот на МВР? Бројот на загинати полициски службеници, на ранети полициски службеници, на загинати членови на криминално-терористичка групација се познати на јавност. Меѓутоа, за целите на неговото действување, сум кажал неколку пати, има намера да извршат дестабилизација на државата преку напад на одредени биткови објекти во Република Македонија, меѓутоа не би сакал да прejudicирам во однос на тоа прашање, бидејќи ќе повторам дека се води ефективна истрага и таа ефективна истрага, односно судски процес ќе даде одговор на сите прашања. Фала ви.